Здрасти, повторно се наоѓаме на една од видеата на каналот Криптогемиџија. Денеска за почеток, значи нормално знаете, следуваат вести во вторник, како и секогаш, со тоа што започнуваме со една многу интересна вест, односно 14 годишниот роден ден од моментот кога за прв пат е објавен white paper на биткоин, односно пред точно 14 години и еден ден, затоа што се случи вчера. За прв пат на Сатоши Накамото го праќа фактички го праќа линкот до самиот white paper на биткоин, со тоа што истиот е пратен за прв пат на на Cyberpunk мейлинг листата, односно тоа е фактички листа на луѓе кои што работат на програмирање и слично, со тоа што вака изгледа самиот мејл, односно ова е самиот мејл кој што е испратен до сите овие луѓе, каде што овој линк уствари води до white paperот на биткоин, кој што денеска е нели се уште white paperот на биткоин нормално. 2008 година можеме да видиме и сами 31 октомври, значи точно пред 14 години. Денеска за прв пат е значи фактички започната работата на биткоин, со тоа што само една работа сакам да напоменам за ова, значи знаеме сите која е вредноста на биткоин, знаеме сите колку истојот е битен. Една најбитна работа околу биткоин е тоа што, значи, следено од сите оние економисти од кои што јас лично сум учел и кои што сум ги читал, еден од нив има кажано, сега може да ме убиете, ама стварно може да најдам која кажа оваа квота, вели вака. Вика, елитата, односно богатите, нема да бидат уништени од нешто што ќе биде спротивставени на истото. Во превод, значи, нема да биде нешто што ќе биде револуција или војна што ќе ги уништи. Туку буквално напротив, вели, значи богатите и елитата ќе бидат уништени од она што самите ќе го прифатат, мислејќи дека може да го контролираат, дека е на нивна страна и ќе биде буквално нешто што ќе ги уништи. Значи во оваа ситуација ја мислам дека биткоин има многу голема шанса да биде буквално тоа, затоа што елитата моментално нема друг избор освен да го прифати, него како и останатиот криптосвет, а биткоин, значи првенствено биткоин има, значи огромна можност и потенцијал да ги уништи со оглед на фактот дека користењето на биткоин, знаете и сами, значи леџерот е јавен, не може да биде тајно, не може да бидат праќени трансакции кои што ќе бидат непознати на јавноста, значи било кое користење на биткоин е од исклучиво јавен карактер. Од друга страна, самата количина на биткоин која што моментално е ени светот не е во нивни раце, што е многу добро. И како што кажав уште еднаш, значи самиот биткоин и го има тој потенцијал да биде она што елитата и богатите ќе го прифатат затоа што немаат избор, мислејќи дека може да го контролираат, дека може да го банираат, дека можат да го свртат на нивна страна, а е толку добро направено, значи секоја чест на Сатоши Накамото, што не можат ништо да му направат. Односно е толку децентрализирано, толку заштитено што ништо не му може. Така да се надевам дека овој економист е навистина во право, затоа што ако тоа е вистина, тогаш биткоин има шансата да ја уништи моменталната елита во светот и се надевам дека тоа е така да среќен роден ден на биткоин и нели да си слави уште многу, барем додека сме ние живи, тоа ќе биде одлично. Сега, на сериозни вести нормално, иако и ова беше сериозна вест. Значи, Goldman Sachs е една од најголемите банкарски компании во Америка, која што како таква, значи не е само голема банкарска компанија, туку е и значи ги прави стандардите во однос на банкарството во Америка. Значи ова е компанија, односно банка која што има огромна лоби група, има, значи и во едната и во другата партија во Америка има огромно лоби генерално во однос на тоа што се случува, финансиски политики, финансиски одлуки и закони, значи сето тоа истите како голем играч во Америка има, да речем, многу ценет збор во превод. Со тоа што, значи, може да се земе во предвид ово што го анализираат како потенцијална вистина за идниот период. Односно, знаеме и сами дека Федералната резерва постојано ги дига каматните стапки, барем во претходните 5 месеци, тоест повеќе од 5 месеци, но 5 состанока, со тоа што последните 4 беа 0,75% со цел, значи за оние кои што не ги гледат нашите видеа, би ве замолил да се вратите назад во нашиот дел со едукација и да погледнете каде што детално објаснуваме во однос на тоа што уствари моментално разговарам, што се rate hikes, што се
Значи, практично ќе може да погледнете како се тоа функционира, за да не објаснуваме повторно, пошто навистина зазема многу време. Значи, на нашите едукативни видеа на нас вратете се и ќе видите значи како и на нашите технички анализи секоја среда. Значи, се обидуваме ова во секој видео да го објасниме затоа што е исклучиво битно, односно идејата на рейт хајкот е да ја намали количината на долари на пазарот, колку е поголем рейт хајкот, односно колку повеќе окачуваат за 0,75-0,75, толку повеќе ја намалува количината на долари на пазарот, а со тоа ја намалува и самата инфлација. Односно знаеме и сами колку нешто е во поголем обем, толку неговата вредност опаѓа. И обратно. Затоа во оваа ситуација они се обидуваат преку rate hikes да ги повлечат назад парите кои што веќе ги испринтале и ги дале и да ги застрашат практично и комерцијалните банки и правните физички лица да не позаемуваат во овој период со цел да се намали интересот за пари и трговија, на тој начин повторно да се намали количината на долари и да се намали инфлацијата која што е моментално доста висока во Америка. Значи знаеме и сами исто да достигна неверојатни 9,6% за моментално да се врати на 8,2%, но за тоа беше потребно многу време, со тоа што ова е само CPI инфлацијата, додека кор инфлацијата е на највисоко ниво во рекордни 20-30 години наназад, што е инфлацијата CPI без храна и гориво. Така да, она што моментално сакам да ви го кажеме, значи тоа е основата во однос на rate hikes и идејата што уствари се обидува Федералната резерва да направи, со тоа што утре имаме нов состанок на овој, нели, ќе се одлучува повторно, поголемиот дел од луѓето веќе знаат дека ќе биде барем 0,75%, затоа што Федералната резерва има комплетно одврзани раци да го направи тоа со оглед на фактот дека значи извештајот за вработеност дојде на рекордно ниско ниво, односно дури истиот и се придвижи надолу. Значи Федералната резерва е задолжена за две работи. Првата е да го организира приливот на долари, односно количината на долари во економијата, а втората е да го регулира значи пазарот на вработеност. Со тоа што пазарот на вработеност истите имаат значи зацртана граница од 4%, преку која што доколку се случи да се придвижи нагоре, односно да имаме повеќе од 4% на вработеност во Америка, веќе се смета дека Федералната резерва треба нешто да превземе околу тоа. Додека доколку е под тоа, значи истата има одврзани раци да превземе било каква политика, затоа што се уште значи бројот на невработеност, односно само 3,5% покажува дека економијата во Америка е доста силна, затоа што истата се наоѓа на невработеност од пред ковид ерата, што е реално на завидно ниво во однос со остатокот од светот, и со оглед на фактот дека ова е првиот значи од двата основни работи кои што Федералната резерва ги работи, кои што им дава одврзани раци да ги зголемат и понатаму rate hikes. Вториот е самата инфлација која што можеме да видиме дека се уште е многу висока, значи исто да достигне како што рековме 9,6-9,1%, со тоа што истата постепено се враќа на многу бавно и ќе напоменам уште еднаш, значи кор инфлацијата за разлика од истата се движи нагоре. Значи поради овие причини Федералната резерва и понатаму мора да продолжи да става нови rate hikes со цел да го намали количината на долари и со тоа да ја намали инфлацијата која што моментално е на многу високо ниво поради енормното принтање на пари во текот на самата пандемија. Со тоа што значи, она што е битно од овој дел од вести, што сакам да го напоменам, посебно со оглед на фактот дека и утре имаме состојба на Федералната резерва, односно денеска започнува, утре завршува, каде што ќе најават која ќе биде каматната стапка и дали ќе има нова каматна стапка нормално, е тоа што вели вака. Значи, самиот Goldman Sachs, како што рековме, значи групацијата Goldman Sachs која што ствари ја поседува самата банка, вели дека значи ќе се дигнат rate hikes, односно самите каматни стапки ќе стасаат до отприлика 5% негде околу март 2023 година, со тоа што истиот убаво напоменува како тоа отприлика очекува да се случи, односно вели вака. Значи ќе имаме нормално сега ќе имаме 0,75, односно они го велат тоа 75 поени, нели? Со тоа што ќе имаме и 50 поени во декември, 25 поени во февруари, односно 0,75% сега, тоа е фактички во текот на следниот ден, ќе имаме
во текот на декември се очекува да има 0,5%, како и 0,25% во текот на февруари и март, во однос на тоа што се уште не го знаеме распоредот за тоа како ќе се состанува Федералната резерва во текот на 2023 година, истојот не е се уште, пуштен во јавноста, но идејата е дека, гледате, сега, што е уствари битно во оваа ситуација да треба да го разбереме. Се уште Федералната резерва има комплетно одврзани раци и се обидува што може повеќе да го дигне овој процент со цел да го намали количината. Но гледаме дека и самите најголеми играчи во Америка се очекува да почне да се намалува ова дигање на каматни стапки, баш поради тоа што во исто време не се знае кога ќе почне невработеноста да стане поголема од 4%, затоа што колку повеќе вие уствари го намалувате количеството на долари, толку повеќе ја намалувате самата економија, развојот на економијата. Затоа и моментално истите се наоѓаат во рецесија. И ако има некој минимален раст од една во друга четвртина, тоа не значи дека не се во рецесија. Они веќе има две последователни четвртини со негативен раст на својот GDP, односно бруто домашен производ, со тоа што они веќе се во рецесија. И ако продолжите понатаму со креање на оваа каматна стапка, ќе дојдат во момент каде што таа рецесија може да се претвори во депресија. И поради оваа причина, они мораат постепено да намалат, како и да почнат обратно, односно да ги намалуваат генерално каматните стапки кои што веќе ги поставиле. Но нормално за тоа е потребно време, односно мораат прво да добијат соодветни резултати во кои што ќе видиме солидно заоблување на оваа инфлација надолу, како и на кор инфлацијата. И кога тоа ќе се случи, дури тогаш ќе добиеме ситуација во која што првенствено она што го очекуваат Goldman Sachs, они практично очекуваат дека следните неколку месеци ќе добиваме се повеќе и повеќе негативно, односно падање на инфлациониот индекс, со тоа што ваквото паѓање ќе резултира со намалување и на каматните стапки на Федералната резерва. Тоа е многу добро за пазарот, затоа што ако тоа се случи, според Goldman Sachs ова е уствари неофицијално, сакаме да ви кажеме дека дното на пазарот се случува моментално, затоа што се уште се зголемува 75 поени, односно 0,75% на веќе воспоставените, а чисто за оние кои што не гледале до сега, веќе воспоставените се 3, моментално имаме точно 3,25% каматна стапка на се што Федералната резерва дава на комерцијалните банки и ќе дава во иднина. Моментално со сите зголемување, можеме да видиме и од самиот чарт, имаме 5 зголемувања до сега, во кои што имавме првенствено 0,25, само ќе го променам на дневно ниво за да може да ги видите. Имавме 0,25 кога започнаа, тоа беше во март, да. Потоа имавме 4 последователно 0,75, што ги доведе до 3,25 моментално. Со тоа што 3,25 е далеку од 5% од оно што моментално го кажува Goldman Sachs, но затоа и многу добро тоа го представиле, односно како понатаму ќе се движат следните состаноци на Федералната резерва, се очекува инфлацијата се повеќе и повеќе да се намалува, а невработеноста се повеќе и повеќе да се зголемува, со што ќе ги натера луѓето во Федералната резерва да престанат да покачуваат за толку високи поени, односно проценти, и да почнат да го намалуваат ова покачување во спротивно, кога ќе видат дека самата инфлација се враќа во она ниво кое што нив им е битно, негде околу 2%, што е многу далеку од реалноста, но кога истата на пример би паднала до 4%, тогаш и помали стапки на помали каматни стапки би биле соодветни со цел да се намали од тој момент до она посакувана фактички стапка од околу 2%. Така да, ќе напоменеме уште еднаш, јас очекувам утре ништо помалку од 0,75, што верувам дека повторно ќе го врати стравот на пазарот, да се напоменеме од она што го разговаравме во недела, ќе го врати стравот на пазарот затоа што имаме висока каматна стапка која што и понатаму треба да ја зголеми на 4%. За оприлика од март па до сега 4% од нула. Беше нула каматна стапка на се што Федералната резерва принта и дава на комерцијалните банки. Што значи дека 4% е огромна сума, доколку претходно не сте плаќали ништо за се што сте позајмили. Така да, поради оваа причина, уште еднаш, оваа теорија на Goldman Sachs јас навистина мислам дека ги состори, затоа што буквално се совпаја со она што постојано ви кажувам. Ако ние добиеме дно на маркетите негде сега моментално ноември, и он моментално кажува дека 0,5 ќе биде следното, тоа значи дека ќе почне да се намалува стравот на пазарот, а ако се намалува стравот на пазарот, автоматски луѓето ќе почнат да купуваат.
Значи кога ќе се утврди дното, и ако имаме два последователни состанока во кои што декември и следниот да речем во февруари имаат 0,5 и 0,25% покачување каматни ставки, тоа значи дека стравот се повеќе се намалува, инфлацијата се намалува, невработеноста се покачува, но Федералната резерва веќе нема избор освен да почне да ги намалува овие каматни ставки, прво да ги намалува во однос на тоа колку покачува, а потоа и да почне да ги одзема со цел да не ја блокира комплетно економијата, а тоа ќе значи дека веќе дното е оформено, стравот се намалува и луѓето веќе почнуваат да акумулираат поактивно за следниот бул маркет. Значи тоа што моментално го прочитавме од Goldman Sachs, ја мислам дека детално одговара на оно што го очекуваме во следниот период, но нормално не можеме секогаш да бидеме сигурни, тоа е нешто како што е на пример самата економија жива наука, мораме да следиме постојано, мораме да гледаме што се случува на сите сфери со цел да можеме да утврдиме точно што понатаму и како да се поставиме во самиот пазар. Сега, следно за кое што сакам да разговарам, кое што е многу битна тема и кое што е многу голема моментално на пазарот, е самиот Twitter takeover, каде што Маск влезе со судопер, со умивалник во самиот Twitter headquarters, значи морам да признаам тоа беше многу добар момент, каде што идејата беше let this sink in, односно као нека им помине на тие у глава што мислеа дека нема да го купи, значи истиот го купи за 44 билиони, кој што мораме да напоменеме дека дел од тоа не се само негови пари, како што и самиот Binance влезе во оваа продажба со 500 милиони инвестирање, со тоа што значи на некој начин ова е joint venture, односно имаме повеќе луѓе, меѓу кои што нормално самиот Илон Маск е главен, но имаме повеќе луѓе кои што се одговорени за купувањето на Twitter, кој што самите знаете представува платформа на која што треба да нема цензура. Додека во претходниот период и од да речам самото постанување на Twitter, значи како истата добиваше на да речам публицитет, на популарност, значи истата добиваше исто така и на цензура. Значи имаше ситуации во кои што личности како Доналд Трамп или некои големи фаци беа буквално блокирани само поради тоа што значи на демократската опција во Америка не им се допаѓа како они говорат. Значи зборуваме за нецензуриран говор, значи негде каде што луѓето треба да се изразат во однос на тоа што го мислат. Ако некој е навреден, тоа е негов проблем. Значи, во оваа ситуација јас комплетно сум позади Илон Маск и ЗАО, значи CZ од Binance, затоа што истите буквално велат, значи идејата да го купиме Twitter е за тоа што треба да се врати конечно на своите корени каде што на луѓето ќе им биде дозволено да говорат. Значи не може вие во денешно време дојде ситуација во која што треба да се пазите дали да го наречете некој таа или тој само затоа што он можеби така не се идентификувал. Значи жива глупост. И сега интересно од целата ситуација е тоа што они се обидуваат тоа да го вратат на претходното ниво каде што сите ќе добијат соодветно право на свој говор. А ако некој е навреден, нека му помине. И сега, интересно од целата ситуација во однос на вас, што е тоа за вас битно? Значи самиот CZ од Binance, главната иднина на Twitter ја гледа во Web3. За оние кои што не знаат што е Web3. Web3 представува следното скалило на интернет, односно не ова каде што моментално интернетот е поседуван од неколку провайдери, без кои што моментално вие буквално сте слепи. Web3 се обидува да го пренесе целиот интернет на ново ниво каде што истиот ќе биде базиран на блокчейн, ќе биде базиран на децентрализирана технологија, со тоа што ако тоа се случи интернетот нема да може да биде цензуриран. Односно ќе станува збор за машина која што не е гали дали вие сте тој или таа, или сте дел од LGBT заедницата, или сте црн, или жолт, или бел, или плав. Значи тоа е најдобриот дел што можеме да го очекуваме од иднината, односно самиот интернет да биде базиран на технологија која што е непристрасна и која што нема да подклекнува на левите или десните и да се обидува да не поучи како е правилно. Значи затоа многу ми се допаѓа идејата на CZ кој што вели ние вика се приклучиме на самиот проект со цел да го внесеме Twitter на Web3, односно самиот Twitter да стане фактички така речено блокчейн технологија која што ќе нема да може да биде цензурирана и ќе биде дел од новиот интернет кој што е практично базиран на блокчейн во иднина. Со тоа што значи тоа е многу добро затоа што гледаме дека најголемата менувачница во светот му дава поддршка, значи иако Илон Маск не е добра личност, да се разбереме. Он е значи крајно паметна личност, тоа го докажал многу пати до сега, е најбогатиот човек во светот во ред. Да,
е човекот кој што навистина има шанса да го колонизира Марс, за тоа сум крајно благодарен, затоа што значи само технологија може да не изнесе од оваа секојдневна шема на војни, на политики, значи само технологија може да не изведе надвор. Гледаме дека политиката не успеа тоа да го направи, со тоа што Илон навистина има некои големи потези кои што морам да кажам дека се досега невидени во целиот свет за ваков ентерпренуер, да речам, но во исто време истиот има и кривици. Значи, Илон беше причината поради кој што ние добивме пат во последниот биткоин бул маркет. Значи, тој го предизвика тој масивен пат само затоа што му текна, знаете што, биткоин не е доволно зелен, не го користиме веќе во Тесла. Значи, тоа беше масивно глупава работа. И на тој начин фактички се уште неговиот збор значеше многу во криптозаедницата и затоа, значи, буквално он беше иницијаторот на падот кој што го прекина бул маркетот во средина. Значи, затоа не можам да кажам дека човекот е добар. Не е добар, он го прави тоа за свој профит. Исто како и Dodge. Значи, има големи, да речам, до сега, например, докази дека најголемиот новчаник со Dodge е негов. И од друга страна истиот може да го пумпа колку сака, кога сака, што е несвојствено и не треба така да функционира еден блокчейн. Но тоа е реалноста, тоа се случува и затоа, например, кога би требало да бираме помеѓу две зла, треба да го одбереме по малото. Ако мене ме прашувате, Илон Маск и Сизи се многу помало зло од моменталните елити кои што не владеа. Значи, до сега Твитер беше на секој му е дозволено да зборува само ако е на правилната политичка страна. И затоа, например, Елон, значи, влезе со умивалникот во Твитер и опушти три, значи, главни позиции, некои си CEO, ме разбирате, кои што буквално лажеа за профилите кои што беа, например, направени лажно, оние ботови профили. Значи, исто како и моментално има најава дека ќе отпушти и онаа кој што одговора за цензура, значи ја морав да го објавам, тоа беше преубаво, значи што го направил некој. Значи, тоа е само прашање на време кога истата ќе биде пуштена, затоа што истата е задолжена за цензура на многу јавни личности, само затоа што не одговара на моменталната демократска партија која што владее во Америка. Но тоа е нешто интересно што ќе го гледаме во иднина, но само сакав да кажам зошто е битно ова партнерство помеѓу Binance и Илон Маск. Значи, кога ќе дојдат ваков тип на луѓе кои што се визионери, кои што гледаат на иднината, кои што гледаат технологијата, тоа треба да не радува затоа што истите носат радикални промени кои што ние не можеме да ги направиме, а тие ги прават во наше име и повторно од двете зла мислам дека ова е многу помало и мислам дека нас многу повеќе ни одговара. Сега, сакале ние или не, мораме да разговараме за овој шиткоин, затоа што е многу битен во оваа ситуација и затоа што истиот има солиден потенцијал, иако е шиткоин, ќе напоменам уште еднаш, да стане нешто солидно. Со тоа што знаеме дека е омилен коин на самиот Илон Маск и знаеме дека моментално после добивањето на овој договор 44 билиони со кој што го купи Твитер, значи многу од луѓето очекуваат дека Dogecoin ќе стане официјално значи криптовалутата со која што фактички ќе се купува и продава на самиот Твитер, односно услугите, оној Blue Twitter што правите sign up, нели, како посебен профил, значи сето тоа ќе биде платено во Dogecoin, тоа се очекува. Затоа и Dogecoin моментално е на многу голем раст, значи доколку погледнеме само последниот месец дена, гледаме дека истиот пораснал огромна количина. Тоа е директно предизвикано поради, значи, од замислете ова е на 30 октомври. Значи на 24 октомври истиот е на цена од само 6 центи за моментално да достигне 14, значи повеќе од 100%, зборуваме 115%, извинете, 0,15 центи, тоа значи негде околу 140% оприлика. Значи, ова е голем памп затоа што луѓето знаат што очекуваат со оглед на фактот дека секогаш кога Илон Маск прави некакви потези, посебно во оваа ситуација, може да се очекува и раст на Dogecoin затоа што истиот буквално целата заедница на Dogecoin чека твит од Елон за да купи Dodge. Со оглед на фактот на тоа е, значи, многу глупаво, но идејата дека Dodge може да стане, значи криптовалута со која што се купува и продава, односно се плаќа на самиот Твитер е многу добра работа и, значи, вака. Уште еднаш ќе напоменеме. Проектот може да биде со исклучиво јаки вредности, може да биде технологија која што никогаш не била видена на пазарот. Доколку истата не е популарна, нема да направите профит. А ние моментално го гледаме, значи, крипто како профит. Значи, вие се уште сте далеко од моментот како нив да може да одлучувате дали нешто ќе се движи во еден или во друг правец,
Така да до сега за сега единствено што можеме да направиме е да го гледаме крипто како профит, пред овој профит да биде земен од некој поголем затоа што го видел во наше место и имал доволно храброст да финансира. Затоа јас не велам купете Doge, не можете да ви кажам што да правите со вашето портфолио. Но еве ние моментално не купуваме Doge. Јас значи против себе си би одел ако купам Doge или Shiba, иако во оваа ситуација на пример да имате Doge не е така лошо. Со оглед на фактот дека Doge моментално, значи еве гледате дури и Hoskins излегува, значи они навистина се обидуваат да го спасат овој проект, се обидуваат да го наменат, да најдат како истиот ќе биде применет. Значи идејата за Doge повторно не е толку лоша, иако е мим кој истиот може да биде пренаменет. Значи Илон Маск своите инженери ги прати и плати на тим посебен што ќе го преземе Doge со цел да го направи да биде соодветен криптопроект. Гледаме зошто. Значи ваквиот тейковер на Twitter е потребно некој сам криптокоин практично да дојде да го преземе како работа, како валута на самиот Twitter. Значи тоа на некој начин би било можеби и причината поради која што Илон Маск пред година и пол го направи ова финансирање во Doge со цел да го направи значи сериозен коин, односно да изгради криптотехнологија која што би можела понатаму навистина да биде користена, не само да биде pump and dump коин. Со тоа што, значи да напоменем уште една работа. Оние кои што не знаат, самиот Dogecoin е POW, односно истиот е Proof of Work коин, кој што се копа кога се копа Litecoin. Значи вие уствари го добивате Doge како нус појава на копање Litecoin. Litecoin е форк од Bitcoin, значи кога би копале Litecoin со соодветно поместување на вашиот майнер, вие фактички добивате и Doge. Значи тоа е фактички како награда за тоа што копате Litecoin. Со тоа што самиот Doge како POW не би одговарал на политиката на Елон Маск затоа што и самиот бил против себе си. Значи он се откажа од Bitcoin на средината на бул маркетот затоа што Bitcoin конзумира премногу енергија. Наеднаш он би направил голема грешка кога би го земал Doge како дел од неговиот следен проект, односно Twitter, а го прави тоа со проект кој што е повторно POW, односно Proof of Work. Така да која е поентата, значи го банирате Bitcoin, а го земате Doge да биде фактички повторно POW на платформата која што сте купиле. Сега, во оваа ситуација излегува Чарлс Хоскинс, односно собственикот, не е собственикот, туку главниот инженер, почетник на проектот на Cardano, кој што вели: ние како проект, односно Cardano екосистемот, значи бесплатно ќе дозволиме промена на целосната технологија на Doge од POW во POS, односно да стане сайдчейн на Cardano, со цел да се елиминира овој момент на майнери и да се намали конзумцијата на енергија за негово практично произведување, односно негово минтање понатаму, со тоа што, значи, ваквата идеја уствари на самиот Чарлс Хоскинс дава поддршка на сето тоа што се случува моментално со Twitter и на Илон Маск за оно што го направил. Така да мене ако ме прашувате, е искрено доста добра идеја тоа што моментално Чарлс Хоскинс го предложил, иако мораме да напоменеме дека моментално Dogecoin само што го победи Cardano, односно ако погледнеме на самиот значи на самиот CoinGecko, значи моментално Dogecoin само што го премина Cardano во market cap, но тоа не го менува фактот дека Dogecoin е meme coin, Cardano е сериозен проект кој што навистина има солиден солидна можност за напредок и тоа со многу, со 5 билиони го помина Cardano. Значи пак ќе кажам, ја не гледам дека ова е одржливо, ваквиот раст кој и претходниот пат е нешто што е моментално и верувам дека е само фама која што својствено ќе запре, иако, значи, ако испадне Илон Маск и каже дека моментално Doge представува новата криптовалута на Twitter и тоа се интегрира, значи тоа навистина ќе го донесе Doge до некоја солидна сума, можам да ви кажам веднаш, затоа што тоа е оној брз кеш кој што може да го направите со ваква инвестиција, но повторно не сте сигурни. Значи јас нема да се дозволам да финансирам во проект кој што можеби утре Илон Маск ќе рече да, ми се допаѓа Doge, но јас мислам дека на пример друг проект треба да биде затоа што Doge не е доволно развиен или е POW. Така да ова е шпекулација. Вие не можете да се базирате на шпекулација кога очекувате да направите сериозен профит, затоа и нашиот канал не е сигнали, не е знаете што ја најдов сигнал на 4 часовен чарт? Не,
туку станува збор за сериозен канал кој што се обидува да ве научи како да инвестирате, не како да се коцкате. Че ова е коцкање, ако сакате, ако имате некоја мала сума на пари која што не ви е потребна, можете слободно да внесете во Дож, затоа што истиот ако тоа се случи и Илон Маск испадне, на вистина ќе добие солиден пап, можам да ви гарантирам. Но во спротивно, ова е коцкање, затоа што вие не знаете дали тоа ќе го направи Илон Маск, може истиот да испадне и да каже, знаете што, ќе користам Атом или ќе користам Chainlink. Така да, значи немој да си ги ставате парите, оние кои што многу тешко сте ги заработеле, во нешто такво каде што е само спекулација. Значи да, знам дека ризикот е многу голем, но и наградата е голема, но во исто време не заборавајте дека во спротивно, ако се случи такво нешто, тоа цената на Дож масовно ќе падне. Значи во обратна насока. Така да на некој начин е 50% дали ќе добиете профит или не. Додека целта на каналот е да ве научиме како да го зголемите овој процент на многу повеќе, за да не биде коцкање, туку да биде стратешко инвестирање во специјално портфолио за вашата иднина. Сега, следно нешто многу интересно кое што го најдов моментално е нови детали во однос на Hydra Scaling Layer 2 солуцијата на Cardano, која што како таква треба да представува, значи следниот чекор, ние детално разговаравме, доколку не сте го погледнале на нашето видео за Cardano, односно во нашето портфолио, значи во нашата плейлиста каде што работа на тимот се нарекува, може да најдете во истата плейлиста 4 видеа за кои што моментално разговараме зашто во нашето портфолио имаме DOT, односно Polkadot, ADA, односно Cardano, Ripple, односно XRP и Ethereum, односно ETH порачки. Значи каде што за ADA детално објаснуваме што е Hydra, како истата треба моментално да го смени, значи целото лице на крипто светот доколку биде успешна нормално. Со тоа што значи таму може да најдете детали, а одека само ќе напоменеме дека истите значи брутално работат на продолжување на напредокот на Hydra, како проект со тоа што Hydra 0.8.0 е уствари да речем само 0.2, односно уште 2 целосни апгрейди до Hydra 1.0, што уствари треба да биде верзијата која што ќе биде споена со Cardano и која што на Cardano ќе му даде огромна брзина, ќе му даде огромна децентрализација, ќе му даде можност на нодовите да немаат потреба од толку многу, значи леџерот да го намали, фактички она меморија која што е потребна за одржување на нод да се намали драстично со оглед на фактот дека Hydra ова како на технолошки нов чекор ќе го донесе нешто што досега не било видено на пазарот. Со тоа што мене многу ме радува, значи Hydra е еден од главните причини поради кои што јас навистина финансирам во ADA. Значи Hydra доколку биде реална, ќе ги победи сите моментални системи за брзина во светот, вклучувајќи и крипто и надвор од крипто, како што се самите Visa и Mastercard, кои што имаат повеќе од 60.000 трансакции во секунда, затоа што истите се централизирани. Додека замислите да дојде ситуација во која што децентрализиран систем како Cardano, значи од она што моментално они на тестнет го има направено, значи отприлика од 1 до 2 милиона трансакции во секунда се очекува Hydra да може да работи како посебна Layer 2 солуција која што ги решава овие фактички трансакции off-chain и ги враќа како готов производ директно on-chain, односно нема потреба од чекање и нема потреба од оној bottleneck кој што се создава кога трансакциите чекаат една позади друга за да бидат запишани во одреден блок. Така да детално може да погледнете во нашето видео за ADA, ова само на кратко сакам да ви објаснам, за оние кои што знаат, за оние кои што не знаат, може тоа да погледнете на нашиот канал. Значи веќе сме го обработиле 1 час и половина, мислам. Така да ќе ве замолам погледнете. Значи иако се уште нема соодветен датум кога истото ќе биде објавено, значи неофицијално треба биде значи не само објавена, туку и пуштена целосно во блокчейн, односно овој форк да биде реализиран во текот на 2023 година, кој што се уште представува дел од предходната ера, односно Алонзо, се уште не се влезени во Волтер, односно следната ера, со тоа што јас верувам дека Hydra ќе биде чекорот кој што ќе го внесе Cardano од Алонзо, каде што направија смарт контракти, направија, значи NFTs, направија сето ова што моментално го гледаме, dApps, новиот Bluetooth код и сето тоа, да влезе конечно во Волтер, која што ќе биде ера каде што ќе се зборува за скейлинг, самата Hydra е скейлинг солуција нормално.
Значи, јас понекогаш мислам дека луѓето малку ми замеруваат со оглед на фактот дека моментално зборувам за многу големи проекти само, но верувајте ми нема вести. Значи, јас можам да го отворам моментално агрегаторот и оние неколку други места каде што барам вести. Значи, малите проекти немаат вести. Ќе напоменам уште еднаш како и претходните вести кога го кажав тоа. Значи, моментално се наоѓаме во дното на bear маркетот. Ако некој од малите проекти го открие своето големо откритие, технологија, напредок, следен форк, што и да е, нема да добијат ништо. Затоа малите проекти чекаат стратешки тоа да го направат во почетокот или во текот на следниот bull маркет. Затоа и немој да очекувате мали проекти моментално да имаат големи вести, затоа што истите, значи нивните маркетинг тимови нема да им го дозволат тоа. Они да имаат најдобра технологија на светот ќе ги натераат да чекаат до следниот bull маркет затоа што економски е комплетно спротивно на она што моментално се случува на пазарот. Односно, вие ако имате и лек за рак, ако имате, ако истиот го објавите во среде пандемија на COVID, никој не е заинтересиран за рак, никој нема да инвестира, никој нема ни да слушне, затоа што мора да го објавите во соодветен економски поволен момент за вас, со цел да ви донесе најголем профит, затоа што секако на крајот од денот сите овие компании работат за профит. Така да, уште еднаш ќе напоменам, ја знам дека некои ви замерувате затоа што ги обработувам само големите проекти, но ви кажувам вести кои што се моментално битни на пазарот. Ќе ви кажувам тоа затоа што на вистина има нешто да се зборува за тоа. Значи нема логика да ви кажувам, не знам, Solana има ново NFT. Значи ако на вистина не направило нешто битно и не променило некаков економски тек, нема логика да го спомнеме на нашите вести. Понатаму кога ќе завлеземе во новиот bull маркет, ја верувам дека ќе има многу поинтересни и помали проекти кои што имаат напредок, кои што се битни за да ги споделиме, но во моментов за жал тие се вестите, значи тоа е тоа. Сега, значи многу битна работа за која што треба да разговараме е самиот Swift. Значи јас ви кажав дека денеска е денот кога треба Swift да започне да се променува во ISO 20022. Сите кои што следат мојот канал знаат дека ISO 20022 е многу битен напредок во економскиот сектор и финансискиот сектор во целиот свет, со тоа што ISO 20022 треба да го промени Swift од неговиот моментален меседжинг систем MX, кој што моментално работи само со, значи негде кога беше тоа. Добро, како и да е, може да погледнете и за ова имаме детално видео. Значи погледнете го видеото за ISO 20022 токени и таму е детално објаснето се што ви е потребно и се што треба да знаете за самиот стандард, но само во кратки црти, идејата е да се промени меседжинг системот на Swift, кој што моментално ги поврзува 11.000 финансиски институции низ целиот свет, со цел да ги направат значи сигурни трансакциите помеѓу нив преку овој систем кој што не може да биде корумпиран, не може да биде хакан. Додека во спротивно, ISO 20022 представува следниот систем кој што ќе ги внесе CBDC, односно Central Bank Digital Currency или или валутите на централните банки во дигитална верзија, како и крипто светот во самиот следен SWIFT фактички. Со тоа што ISO 20022 требаше да започне денес, јас значи сакав да го вметнам тоа денес, но гледам дека официјално вчера одлучиле дека самиот SWIFT, односно ISO 20022, ќе биде презакажен за 1 март 2023 година. Сега, тоа детално зошто се случува, зошто се случува. Се случува поради тоа што имаме огромна криза, имаме војна, имаме криза на енергенси, криза на храна, инфлација, значи имаме се што не треба, а ние моментално треба да почнеме преминување од SWIFT во ISO 20022. Значи сите оние кои што не веруваат, погледнете, ова е официјалната страна на SWIFT, каде што моментално се зборува дека не е ова измислено, туку е буквално, значи започнува во март 2023 година, со тоа што самиот ISO 20022 започнува уште од 2004 година. А моментално оно што го гледаме е само почетокот на конечната интеграција и оној кохезивен период од 2 години, во кој што од 2023 година до ноември 2025 година ќе работат заедно овие два система, со тоа што во ноември 2025 година сите мораат да се префрлат на ISO 20022, што значи, како што многу пати кажавме, дека конечно веќе нема да има избор ниту банкарскиот, ниту финансискиот систем, ниту институциите, ниту корпорациите, туку ќе мора да ги прифатат криптовалутите. Не ме интересира за CBDC, CBDC е за идиоти и ќе ви го докажам тоа постепено, значи нели, понатаму ќе направиме повторно видео, јас не сум заборавил, посебно ќе се осврнеме на онаа ситуација каде што имаме посебна страна во која што можеме да видиме како се развиваат проектите на CBDC, за нешто што вас на вести не ви ни кажале, а моментално ви го спремаат, не се секирете, значи тоа ќе дојде. Затоа и велам дека
исклучиво е битно постоење на ваков тип на канали како мојот, не само мојот, нормално сите мои колеги, кои што би ви информирале за ова, затоа што поседување на крипто може да биде разликата помеѓу слобода и робство во иднина, така да имајте го тоа превид, затоа што крипто е технологија која што не може да биде цензурирана, не може да биде блокирана, банирана, значи не може да биде. Еве, Кина се обиде, не успеа, а Кина е моментално најаката економија на светот. Така да може да замислите. Идејата е дека овој MX пораки, кои што фактички се на ISO 20022, треба да ги заменат MT пораките на SWIFT и да работат заедно во овие 2 години, се додека сите не се интегрираат постепено, за во 2025 година ноември конечно да имаме целосно префрлување на ISO 20022, односно сите оние институции и банки кои што нема да го прифатат новиот систем на работа со CBDC и крипто, нема да бидат дел од новиот SWIFT фактички. Што е недозволиво. Значи, вие не можете да бидете дел од овој модерен свет без да бидете дел од SWIFT. Тоа е едноставно вистината. Со тоа што, за сите оние што хейтаат, сакале или не, Ripple представува иднината на SWIFT. Ја тоа го кажувам уште од почетокот на мојот канал, финансирам во Ripple дебело во текот на претходниот bull market и овој, bear market и овој, затоа што Ripple, дури и да има 1% шанса да земе дел од работата на SWIFT, ќе значи комплетен пресврт во економската сфера во светот, затоа што моментално SWIFT на годишно ниво прави околу 140 трилиони трансакции, значи 140, еве ќе запрам секунда. Само уште еднаш, значи на неколку видеа го спомнувам. SWIFT е задолжен за 140 трилиони долари трансакции во текот на една година. Ќе почекам. Замислете кога Ripple би земал само 1% од ова. А не 1%, затоа што Ripple моментално, како што можеме да видиме, е дел од ISO 20022 и тоа не дел, туку он представува еден од оние неколку компании кои што одлучуваат, не само компании, тоа се регулативни органи, стручњаци и слично, кои што одлучуваат кој ги исполнува, кој не ги исполнува овие стандарди. Е сега замислете кога тоа е една од вашите членки во ова тело, има исклучиво технологија на ODL, односно On Demand Liquidity, која што служи за за прекогранични трансакции. Значи, гледате ли зошто е Ripple таму во целата оваа ситуација? И повторно, немој да очекувате дека ова ќе биде рекламирано на вестите, значи ваков тип на вести од 20 треба да копате за да ги најдете. Затоа, значи, повторно, не ви кажам што да купите, тоа останува на вас. Ја ви кажам дека ризикот кој што моето портфолио и портфолиото на мојот тим го презема со инвестирање на Ripple е ништо во споредба со наградата која што истите можеме да добиеме, доколку Ripple стане дел од оној ODL liquidity кој што е потребен за ваков тип на финансиска институција која што процесира 140 трилиони долари во годишно ниво. Нели? Тоа е тоа. Е сега, од каде се тоа потекнува? Значи гледаме дека ECB, односно Европската централна банка, веќе го помести, значи Европската централна банка од денеска требаше веќе конечно да ги интегрира сите централни банки на сите членки на Европската унија во новиот систем ISO 20022, нормално постепено, со тоа што истата го променува ова од ноември во март 2023 година, па затоа и самиот SWIFT следи, затоа што никој не е спремен. Значи тоа е околу Европската централна банка. Истото се случува и со Обединетото кралство, кој што најавува интеграција со ISO 20022 во април 2023 година. Значи Америка во однос на новиот сервис кој што го имаат за трансакции, очекува тоа да се случи во средината на 2023, односно да бидат исто така интегрирани во ISO 20022, со тоа што нивната основна Fedwire ќе биде дури во март 2025 година, но нели, ворете, ќе преживееме и без нив. Значи гледаме дека моментално поради оваа причина уствари го добиваме ова поместување, затоа што сакале или не, за жал моментално економијата е базирана околу овие главни центри на економија и затоа истите одлучуваат што ќе се случува понатаму, за жал. Значи SWIFT е глобална мрежа на информации, на систем на пораки, а за него одлучуваат Европа и Америка. Како да ви кажам, сакате ви или не, тоа е реалноста. Значи не го измислувам ја овие, гледате и сами, така. Значи тоа е реалноста. Е сега, интересно од целата оваа ситуација ќе напомнам уште еднаш тоа што Ripple веќе е интегриран. Значи и целосно ги исполнува сите правила, значи во однос ISO 20022
и е дел од ова тело кое што ќе одлучува кој ги исполнува следните, посебно во однос на криптосекторот, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи крајот на случајот на Ripple ќе значи и голем чекор напред за Ripple, но нели останува да видиме, пак ќе кажем, моето портфолио со ваков тип на ризик јас сум сосема задоволен и постојано финансирам во Ripple поради оваа причина. Сега имам уште неколку кратки вести во однос на Ripple, односно гледаме дека и Coinbase моментално застанува позади Ripple, односно Coinbase е најголемата според волумен платформа за трговија со криптовалути во Америка и една од најкорумпираните, нормално. Со тоа што ќе напоменеме зошто, на крајот ќе ви кажам точно зошто, со тоа што Coinbase беше една од првите платформи која што го направи делист на Ripple, односно го тргна од како трговски пар, со цел да се заштити самата себе си, затоа што Федералната резерва го тужеше во декември 2020 година, значи веќе 2 години сме во самиот случај. Оние кои што не го следеле може да погледнете, имаме посебно видео за Федералната резерва, извинете, за SEC и за Ripple и што се случува, значи нема да навлегуваме во детали, само сакам да ви напоменам дека Coinbase моментално застанува позади Ripple. Зошто? Зошто Coinbase сега застанува позади Ripple? Каде беше Coinbase целото ова време да застане позади Ripple? Значи сите оние кои што гледаат дека моментално Ripple е блиску до победа, застануваа позади Ripple, наводно и они барале права, и они биле заинтересирани, да, нема проблем. Идејата што е? Значи што е да се случи на сите вас што поседувате крипто, без разлика дали поседувате Ripple, не поседувате, го сакате Ripple, го мразите Ripple, не е битно. Ако Ripple победи, ова е победа за сите кои што поседуваат крипто. Што да ви биде јасно. Победа на Ripple ќе значи дека може да се победи SEC. Затоа што досега тоа многу ретко се случувало, а посебно скоро и да не се случило во криптосекторот, и тоа да се случило е премногу мало, премногу тивко. Ова е премногу гласно. Значи ако Ripple победи против SEC, тоа е одлично за сите оние кои што инвестираат во крипто, затоа што и понатаму проектите ќе бидат на некој начин заштитени, затоа што во зависи од тоа како Ripple ќе победи, може да го искористат правото кое што Ripple го користел, со цел да се одбранат на истиот начин, а доколку не, ќе имаме и друга опција во која што ќе биде фактички ќе биде направен договор помеѓу SEC и Ripple, само за да нема пресуда која што може да биде искористена од другите проекти, сепак е добро затоа што може да се покаже дека SEC, односно Комисијата за хартија од вредност во Америка, може да биде победена. Тоа е многу добро, затоа и Coinbase моментално кога гледа дека сето ова е скоро при крај, застанува позади Ripple и бара да, значи, вака сега. Тоа во нивниот, само да ви покажам уствари каде се наоѓаше точно. Да, значи се обидува да достави амикус бриф, односно тоа е во нашето право се нарекува замешани странки, односно кога некој има одредени сознанија, сега тоа во нашето право може да бидат сведоци или пак може да бидат останати, да речеме, оштетени странки или на едната или на другата страна во случајот, со цел да достават дополнителни информации и сведоштва за оно што се случило. Со тоа што и самиот Coinbase вели, не може, значи нашата платформа да тргува со Ripple со години и никој да не биде известен, вклучувајќи го и Coinbase, а на крајот да биде доставено дека они го правеле тоа против законот, односно нелегално за толку време, значи зошто до тогаш не бил никој известен, вклучувајќи го и Coinbase. И да не заборавиме уште еднаш, Coinbase е главната причина поради оваа тужба, затоа што Coinbase, значи не официјално, нормално, но верувајте ми, никој од Coinbase ова не го порекла. Е оној кој што доставил до SEC прашање дали Ripple е security или не, во однос дали треба да го задржат или не на нивната платформа. Ова е Apple, значи барање од SEC дај подесете тужба против Ripple. Значи Apple. Не е битно, како и да е, сега моментално се на страната на Ripple, да, нели, во ред, фала многу. Како и да е, секоја помош е добре дојдена, повторно ќе кажам, победата на Ripple над ваква тиранска комисија на хартија од вредност која што се обидува само да изнуди пари од сите овие проекти, ова е прв пат некој да има солидна сума на пари да каже, знаеш што? Не. Јас ќе се бранам, па да видиме тоа да го докаже на суд. Иначе, значи, за оние кои што кажуваат дека е ова као некоја демократска, не знам, алатка на Америка, нема врска. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, ако погледнете кои се жртвите на SEC, ќе видите дека скоро секогаш е тоа мали проекти кои што не може да се бранат, кои што не може да го направат ова да биде јавно и да го направат никој нема да ги слушне. Затоа што SEC доаѓа и им кажа овака: ти си правил нелегално воа и ако не ми платиш, јас ќе те тужам и на тој начин ќе престанеш да постоиш. Зошто? Затоа што ќе те влечам по судови со години, како што тоа се случува со Ripple, и ако Ripple има пари да се брани. На тој начин ти нема да можеш
да работиш на американска територија и ќе почнеш да губиш пари. И ја ќе те влечам и понатаму, а судовите се секогаш на моја страна затоа што јас сум представник на самата држава и на тој начин доколку ти не прифатиш дека си бил грешка и не ми платиш, тогаш ќе продолжиме понатаму на суд, а ќе видиме кој ќе победи. Со оглед на фактот дека на СЕК тоа му е работа. А на останатите проекти, доколку се на суд, не може да работат. Многу едноставно. И да не заборавиме најбитната работа за СЕК, за оние кои што не знаат, да им кажам да знаат, дека СЕК добива процент од она што ќе го земе како казна, што ќе го практични они фактички изрекуваат казна на овие компании, која што истите мораат да платат, од кои што СЕК добива процент, што уствари го добиваат самите, да речем, адвокати кои што работат на овој случај во самиот СЕК. Така да они се дебело incentivized, односно сентивизирани, значи имаат соодветна награда да го прават тоа. Значи они не го прават тоа за џабо, они не го прават во интерес на правдата, они го прават во интерес на својот џеб. Тоа да ви биде јасно. Така да сите оние кои што кажуваат дека СЕК е као наводно двигател на нема врска. Значи СЕК не сака да има право. Они ако има јасно право за што е криптовалута, а што не, они не можат да го прават тоа. Они го прават затоа што нема право и они моментално се обидуваат да си измислат свое право, како им одговара со оглед на фактот дека на тој начин постојано, значи работат на вакви мали компании и буквално им ги земаат пари. Со тоа што овдека уште еднаш можеме да напоменеме дека самиот Ripple, значи има многу да речеме и други компании кои што сакаат да помогнат во вакви случаи. Гледаме дека конечно се собираат криптокомпании и други компании со цел да помогнат, со цел истите и понатаму да нели фактички да имаат заеднички фронт. Дури и Binance понуди одредена количина на пари за да ја подпомогне одбраната на Ripple. Во исто време гледаме James K. Filen е еден од адвокатите кои што го следи сето ова. Значи гледаме дека имаме две други компании, односно првата е Choice Advocates Network и втората е Spend the Bits. Значи тоа се две компании кои што истото го направиле, односно поднеле Amicus Curiae Briefs, што уствари представува надоврзување на самата парница со цел да нели помогнат со оние работи кои што нив им се познати и да помогнат во одбраната на Ripple. Значи гледаме дека имаме многу компании кои што скокаат на страната на Ripple, посебно поради фактот дека Ripple е блиску до победа. Значи сите може да го помирисаат тоа и за тоа и се блиску до сето ова. Никој не може да гарантира победа, но гледаме дека се блиску до победа. Можеме да напоменеме дека е многу битно тоа што конечно, за жал, европската зона моментално е со рекордна двоцифрена инфлација за прв пат во незината историја, значи откако е еврото нели создадено, со тоа што во октомври, во декември беше 9, нешто, сега е 10,7 во октомври. Сега проблемот е што значи гледаме тоа е една од причините поради кои што моментално имавме откажување, односно одложување на ISO 20022. Значи оваа зима се очекува во евро да биде страшна. И уште еднаш ќе кажам, значи иако не ги почитувам ваквите богати фаци, како што е самиот Гроф Ротшилд, кој што вели вака. Значи се купува кога има вика крв по улиците, макар и таа крв да е ваша. Односно, и вашето портфолио да е во минус. И оно што сте го заработиле до сега да сте го инвестирали моментално да е, не знам, 30% надолу, 50% надолу. Кога гледате дека целата економија и понатаму паѓа, значи би било многу глупаво да продадете, затоа што инфлацијата што ќе ви дојде од 10,7%, значи ќе ви ги изеде еврото што ги чувате на страна. Вие губите 10,7% од еврото на годишно ниво од неговата вредност. Додека за разлика од тоа, кога купувате акции, не зборувам било што, купувате работи кои што се вредни на пазарот, нешто што знаете дека нема смрт. Значи дали се тоа акции во некои огромни компании кои што се да речем клучни во индустријата, или се тоа криптовалути. Значи најдете каде инвестирате затоа што ваквиот тип на кризи не доаѓа постојано. Значи користењето на криза е моментот кога треба да се купи, затоа што нема да се распадне светот. Повторно ќе испадне, ќе влезе во следен економски бум, ќе следе во следен бул маркет, така да купување се прави кога се случува криза, кога се е моментално негативно на пазарот. Јас не ви го кажувам ова за да ви кажам што да правите, јас ви кажувам што правеле луѓето за да бидат богати. Тоа е разликата помеѓу оние кои што се богати и оние кои што прават некој минимален профит. Затоа се купува кога моментално биткоин се наоѓа на дното. Не се купува кога моментално биткоин се наоѓа на следниот all time high или после халвингот.
тогаш веќе сте касно. Истото и со економијата моментално. Ово што гледате моментално 10,7% инфлација нема да трае вечно. Може да се влоши, тоа е поентата што постојано да кажеме дека вие не можете да го лоцирате дното. Но може да направите DCA, односно долар cost average, во моментот кога е ваков тип на криза, со цел да лоцирате што може да е поблиску од вашето портфолио до дно, без разлика дали е тоа криптомаркет, дали е тоа традиционален маркет, дали е тоа што и да ви финансирате, што и да финансирате. Значи ќе напоменам уште еднаш. Гледате што се случува моментално на пазарот. Инфлацијата е 10,7%. Доколку го погледнеме надолу, значи овдека дури ни кажува дека не само, гледате ова, 41% од 42% поскапи енергенци, 13% поскапа храна низ цела Европа. Нормално не како Македонија, значи во Македонија ние пошто сме најголемата економска сила во Европа, кај нас моментално цените се многу повеќе од ова што го гледаме во Европа, пошто ние сме спремни да го издржиме тоа, нели, со нашата влада на значи нема зборови, извинете, ама кога ги гледам цените во Македонија и во маркетот во Малта, ја не можам да си верувам дека ја во Малта плаќам барем 30% помали цени за јадење од вас во Македонија со стандардот кој што ја го имам овде. Извинете, но тоа е жално и затоа некогаш значи едноставно не можам да разберам како дојдете во ситуација вакви луѓе да не водат. Ја не можам да разберам. Но добро, во ред, тоа е да не навлегуваме, тоа веќе политика. Како и да е, значи да се вратиме на главната тема, гледаме дека моментално на глобално ниво имаме огромен раст на цени. Со тоа што гледате ова, балтичките земји кои што се економски едни од најразвиените, ако не и најразвиените земји, со нели со оглед на фактот колку е нивниот GDP, задолженост и слично, че вели се скоро сите околу 20% инфлација имаат. Со тоа што Естонија води со 22,4%. Значи замислете 20% инфлација поради ваквите флуктуации на храна и енергенци во северниот дел од Европа, што е најразвиениот дел економски во Европа. Но ваквите работи понатаму се враќаат со уште поголем бум. Односно после секоја депресија и рецесија доаѓа следен бум, следен напредок. Така да имајте го тоа во предвид. Ќе напоменам уште едно, че овде кога го прочитате овој пасос, они воопште кажуваат дека значи поради сите овие ситуации гледаме дека напредокот на вистина стагнира. Односно имаме само 0,2% на нивото на цела Европа напредок во однос на сите земји, а тоа е нешто невидено. Значи никогаш досега не биле навикнати на ваков тип на значи ова не е ни раст, ова скоро пошто не сме влегле во рецесија. Со оглед на фактот дека имаме многу држави во рецесија, но оние развиените кога ќе се земе просек сепак сме над нулата, да речеме. Со тоа што се очекува дека ова ќе продолжи дури во првата половина од 2023 година, она што ние постојано го зборуваме. Не можеме да зборуваме за почеток на бул маркет кога гледате што се случува во самата економија. Затоа значи не зборуваме само за криптомаркетот. Ова е една од оние причини кои што постојано ви кажуваме. Значи не само Америка, туку и Европа моментално можеме да видиме дека се наоѓа во многу тешка зима, која што дури да го утврдиме дното, тоа не значи дека ќе влеземе веднаш во следен бул маркет. Тоа значи дека ќе имаме одреден степен на месеци каде што ќе имаме или хоризонтално движење на цените на што и да купиме, или пак ќе имаме оние како да кажам, евалуации на движење малку нагоре па надолу, кои што се како да, значи буквално се небитни за оно што не очекува во следниот период 2024-2025 година. Значи ова моментално сватете го како бука. Сакале или не го гледате на краток рок, гледате секогаш одзумирано, гледате го целиот чарт, гледате што се случува понатаму во светот. Така да ќе напоменам уште еднаш, и ова е една од причините кои што постојано ви кажуваме, не можеме да разговараме за булран, макар и мини булран, макар и скок на цените, додека гледаме дека еврозоната, Обединетото кралство, Америка или оние три што го водат светот со економија, се е моментално во најголемата криза што некогаш ја виделе во последните од 2008 година банкарската капитулација во Америка. Космос, интересно нешто околу Космос, нешто што и јас не го знаев, значи моментално имаме нов white paper 2.0, кој што треба да направи поинаква распределба на значи на самата основа на тоа како се распределуваат моментално стейкинг наградите. Затоа што знаеме дека Атом самиот по себе е POS, со тоа што моментално Атом има валидатори, значи оние кои што стейкаат нормално, стейкери да речеме, и заедница, односно главниот трежери, односно фактички тоа е трежери во оваа ситуација би било фактички од сите трансакции, значи кога се спроведува трансакција,
дел од затоа што нели за спроведената трансакција Атом од своето трежери фактички дава соодветен атом, значи соодветна количина на токени за запишување на овој блок на блокчейн нели на блокчейн технологија. Со тоа што дел од истата оди за стейкерите, затоа што го заклучиле својот атом, дел од истата оди за валидаторите, но и дел од истата се враќа назад во самиот трежери. Со тоа што моментално значи се обидуваат на начин како, затоа што постојано мораме да произведуваме нов атом, значи за да можеме да ги наградуваме стейкерите и валидаторите, постојано мора да се произведува нов атом, а тоа е фактички инфлација на самиот атом постојано и негово намалување постепено. Значи тоа е проблемот. Кога имате ваков тип на технологија која што нема соодветен механизам кој што на пример би ги горел токените или слично, вие имате инфлационо дејство кое што од година на година се зголемува во одреден период во однос на тоа колку се наградуваат валидаторите и стекерите за нивното фактички за нивниот contribution на мрежата фактички. Сега, вели вака, со самиот Атом 2.0, они сакаат еднократно да го зголемат трежерито за соодветна 4 милиони атом сума, односно да создадат нови 4 милиони атоми, со тоа што ова би намалило цената на атом, ако мене ме прашувате, нормално затоа што имаме инфлационо дејство во кое што вие додавате 4 милиони нови токени на цена која што моментално ја има, нормално дека цената ќе падне, нормално. Со тоа што вели, идејата на Атом 2.0 е откако ќе се направи ова да се искористи од community pool, односно трежерито, да се најдат соодветни решенија како да се реши овој проблем со постојаното минтање на токени Атом, односно да се најде начин како да се донесат дефлациони технологии како што е она моментално на Ethereum, со цел да се направи Атом токенот да не губи на вредност од година на година. Значи во кратки црти тоа е, ако сака некој да прочита подетално, нормално може да го погледнете ова, оние кои што држат Атом. Значи ова е пак на некој начин јас понатаму ќе направам соодветен апдейт за Атом. Атом е еден од големите проекти кои што сакаме да ги имаме, Internet of Things и неговиот екосистем. Со тоа што моментално Атом и неговите мостови помеѓу криптовалути е една од оние, да речем, крипто проекти кои што навистина ги набљудуваме. Но ова е само краток апдейт за оние кои што можеби држат Атом да го имаат во предвид, затоа што доколку се изгласа, само треба да проверам дали е изгласано на 31 октомври, тоа ќе го направиме сам момент. Да, како што гледам овде, значи моментално Атом гласањето е лайв, фактички моментално се гласа, со тоа што ова има одреден рок кој што ја овдека не може да го најдам, но сега кога ќе гледаме да направиме апдейт во следните вести, во следниот вторник, со цел да видиме што се случило, нормално дали е изгласано или не. Но нели е една од интересните работи кои што сакав да ги споделам со ова, затоа што има многу луѓе што верувам дека поседуваат Атом. Сега сакам да ви покажам уште една многу интересна работа, затоа ви спомнав дека Coinbase е многу лоша платформа генерално. Значи моментално знаеме дека без регулатива, која што се уште не е донесена на светско ниво, иако моментално почнува постепено, како што е Мика во Европа, како што е моментално онаа борба во Америка да се донесе регулатива и слично. Значи без регулатива големите асет менаџери, односно овие менаџерски компании на огромни количини на пари, не можат директно да држат било каков тип на криптовалути, затоа што е противзаконско, затоа што во државите во кои што истите имаат соодветно седиште, ваквите, односно кога не може да држите нешто и кога не може да располагате со нешто, а пропуштате профит, истите наоѓаат начини како да го заобиколат тоа. Како го заобиколат тоа? Зашто ви реков дека Coinbase не е добро место? Значи сега ќе ви покажам точно. Значи моментално Apollo е една од новите компании кои што, значи истите под свој менеджмент имаат околу 500 билиони долари ама ова не се пари, туку ова се асет, односно се ствари. Значи истите имаат да речем акции, хартии од вредност, бондс, значи имаат еден куп работи кои што моментално ги користат со цел нели да го зголемат својот профит. Тоа е идејата на ваков тип на компании. Со тоа што не можат да имаат крипто. Значи не можат да имаат. Они не можат да држат крипто во своето портфолио. Но можат доколку имаат договор со одредена платформа која што ги држи во нивно име, а они ги купуваат во име на своите клиенти. Односно, моментално ваквите, значи, оттаму и почна целата оваа адаптација. Зошто? Затоа што имате компании како Goldman Sachs, оние кои што исполнеме на почетокот,
кои што во 2018 година, во 2018 кога имавме соодветен раст на бул маркетот, велеа дека кој ќе биде фатен со крипто портфолио ќе биде извркан од работа. За истите моментално во 2020-2021 година, поради притисок со собствените клиенти кои што велат јас сакам да купам биткоин, ако ти не ми возможиш ќе купам на друго место. Значи, поради ваквиот притисок, они немаат избор освен да ги прифатат криптовалутите. Наеднаш кажуваат како криптовалутите ќе одат, не знам каде ќе прават, значи се разбереме. Ова се мршојатци, буквално, значи хиени, кои што би направиле се со цел да направат профит. Нив не им е битно дали е тоа криптовалута, дали е хартија од вредност, дали е обврзница, дали е суровина, нив им е битно да направат профит. Така да, гледајте го тоа од таа призма, постојано ви го кажувам истото. Затоа што овие луѓе би направиле се со цел да направат профит. Па и во оваа ситуација, они се многу паметни, не заборавајте, значи они имаат исклучиво многу средства, многу луѓе кои што работат за нив. Значи, затоа и реков, оваа недела е многу битна и затоа немам време да се фокусирам на тоа. Но сакам да направам видео во кој што ќе ви покажам дека ваквиот тип на компании и корпорации се поголеми од држави, поголеми од законодавство, они функционираат низ целиот свет. Они можат да заобиколат секаков тип на законодавство. Значи, истите имаат програми како што е Aladdin на BlackRock, кои што вие не можете да сонувате и да имате, не знаете што да правите со неа. Значи, сакам да кажам, имаат соодветен огромно количина на финансии под свој менеджмент, имаат клиенти од целиот свет кои што им помагаат во лобирање, во било што сакаат да постигнат и имаат, значи, нема да запрат пред ништо за да направат профит. Значи, вие сте нивната мета, они што бидуваат од вас да земат се што имате, без разлика дали тоа криптовалути, акции и слично. Со тоа што, еве како прават тоа, да речеме, во овој сегмент кога немаме се уште право, а сакаат да учествуваат во криптопазарот. Значи, наоѓаат компанија, во случајов еве Anchorage Digital, која и да е. Тоа е некоја менувачица, претпоставам. Не ни правам истражување, нема потреба, поентата е само да ви објаснам. Која што ќе ги држи во нивно име. Значи, фактички вие, тоа е исто како кога имате пари во банка. Значи, фактички за тоа што не може да ги држат, тогаш Anchorage Digital ќе ги држи, ќе ги купува и продава во однос на потребите на Apollo сите криптовалути кои што се битни и кои што клиентите на Apollo сакаат да ги купат. Во превод, ако јас во Apollo имам да речеме $3 билиони, и јас на Apollo му кажувам, значи пази, Apollo е оној кој што моментално одлучува што ќе прави со сите овие пари, но не без моје одобрување. Значи јас сум оној кој што ствари ги дал овие пари на Apollo, он да ги работи и мене да ми дава соодветен процент назад. Тоа е исто како приватна банка за одредени луѓе. Со тоа што јас му кажувам во што сакам да финансирам, значи не може он да ми каже, може да ми даде предлог. Може да ми рече, знаеш што, имаш опција моментално да инвестираш во, да речем, железници, може да инвестираш во патна инфраструктура, може да инвестираш во болници, може да инвестираш во, не знам, дигитална технологија, значи ќе имаме овие компании, може да купиш акции, може да купиш ово. Исто и со криптовалути. Значи јас со моите 3 билиони јас им кажувам во што они ќе инвестираат во моје име, со тоа што они мене ми даваат информации кои што јас сам не можам да ги добијам, односно они имаат многу повеќе информации за пазарот, имаат многу повеќе информации за тоа што е паметно да се купи и кога да се купи, така да ова е заедно соработка во која што јас им ги давам парите, а заедно одлучуваме во што е најпаметно да се инвестираат. Значи, јас ги давам парите на Apollo вели купи биткоин, но Apollo дава наредба на Anchorage Digital да купи биткоин во име на Јанко Петко кој да е инвеститорот, со тоа што Anchorage го чува значи овој биткоин, значи јас го немам. Јас само имам инвестирано во Apollo кој што во моје име држи биткоин на Anchorage. А додека Anchorage под директна наредба на Apollo ќе го продаде или ќе купи повеќе во однос со тоа што ќе одлучиме јас и Apollo заедно. Значи, тоа е начинот на кој што Anchorage како менувачница има право да држи и може да биде, значи тоа исто кога вие ставате криптовалути на Binance. Во Македонија може не е дозволено, но вие може да ги чувате вашите криптовалути на Binance и никој не може да ви забрани, така, затоа што Binance му е дозволено да ги чува да има криптовалути. Значи во истата ситуација гледате како функционира. Е магичен круг во кој што они нашле начин како веќе да го заобиколат законодавството, иако дебело се обидуваат да го влијаат, значи да донесат законодавство кое што им е потребно и гледајте од каде се до тоа потекнува. Значи ова BlackRock го направи уште месеци наназад, гледате, у 4 август 2022 година. Че ова и тоа го кажав и ќе го повторам уште еднаш. BlackRock е на некој начин изворот на сите зла околу вас, верували или не.
BlackRock поседува 10 трилиони под менеджмент, исто како Apollo. Но Apollo поседува 500 билиона. 10 трилиони. Значи тоа е најголемата корпорација во светот. Да вие не го знаете ни името. Нека да паузирам уште еднаш, сакате да ви текне што зборувам. Значи вие замислете кога BlackRock поседува проценти во компании кои што вас не би паднале на памет. Значи, еве прост пример. Верували или не, но голема веројатност дека BlackRock моментално поседува дел од алкалоид. Што значи дека вие пиете апчиња кои што во профитот кој што сте го дале, дел од нив оди во BlackRock. Или пак можеби во JSP има дел од акциите. Сакам да кажам, значи самиот BlackRock поседува во милиони компании акции. И сето ова е уствари со цел да земе дел од профитот во големи во целиот свет, глобално речено, и да го врати на нивните клиенти. Тоа што BlackRock го направи истото со најголемата менувачица во Америка. Кој друг, ако не Coinbase. И зошто е тоа така? Значи, BlackRock моментално фактички така речено е поседува Coinbase. Coinbase е ништо, за разлика од BlackRock, Coinbase е ништо, едно зрно песок. Но е многу битен сегмент во оваа ситуација во која што моментално BlackRock се обидува да им даде предност на луѓето кои што се богати во Америка да купат навреме преку Coinbase, затоа што Coinbase нуди over the counter трансакции каде што вие нема ни да знаете дека некој купил крипто. Во превод, ако дојде некој јавно да купи на Binance со свое име и презиме, сите ќе знаат дека тој со име и презиме, на пример, Бред Пит, не знам, Анджелина Джоли купиле биткоин. Но доколку тоа го направите over the counter, тогаш единствено што луѓето ќе знаат е дека некој волет купил одредена количина на биткоин. Тоа значи им дава начин како на богатите луѓе кои што не би сакале да знаеме дека они купуваат, затоа што ако вие знаете што купуваат моментално Ротшилд, Рокфелер и Сорос, ќе го направите истото. Затоа што ако они го купуваат, тоа значи дека нешто ќе се случи со него. Ама ако тоа го направат преку BlackRock и преку Coinbase over the counter, вие нема да знаете. Ќе видите дека некој новченик купил нешто. Значи идејата на BlackRock е да му даде предност на секој богат кој што е моментално дел од неговата фела, со цел да ги има овие криптовалути кога вие ќе дознаете на телевизија, а крипто ќе го владее светот. За они да ви ги продаваат вас под нивната цена. Се разбираме? Тоа е разликата. И BlackRock ова го направи со Coinbase многу одамна, со тоа што Coinbase овозможува на богаташите во Америка да купуваат што сакаат, кога сакаат, како сакаат, over the counter и никој да не знае за тоа. И сето ова е правено преку директно, значи фактички луѓето кога тоа го прават мораат да бидат клиенти на BlackRock, затоа што BlackRock е директно партнер на Coinbase. Што значи, вие не може да дојдете директно во Coinbase да го направите тоа, доколку не знаете што правите. Но доколку станете клиент на BlackRock и сакате да финансирате во крипто, тогаш BlackRock ќе ви овозможи преку самиот себе си и преку овие over the counter trades, ODT, да купите што уствари сакате од однос на крипто. Не ќе ви кажам, не се секират, знаат они точно што треба да купите. Значи сакам да ви кажам дека големите корпорации го прават ова секојдневно. И ова не е нова шема, ова е веќе шема разработена, но сакам да ви кажам додека ние се уште чекаме да видиме дали ќе биде легално, па да помине кризава, па чекај да дое следниот bull market, гледате што се случува. Значи еве како моментално големите ги играат малите. Но ова е само зрно песок од цела пустина, за тоа како големите ги играат малите, затоа што ја навистина сакам да направам едно подолго видео во кое што ќе ви покажам неколку од многуте начини на кои што не манипулираат со цел да си продадеме кога треба да купуваме и обратно да купиме кога треба да продаваме, а тоа директно оди во нивна корист. Така да ова беше последното нешто што сакав да поразговарам со вас. Уште еднаш се надевам дека ви се допадна ово видео, значи знам дека е малку подолго, но уште еднаш ќе напоменеме дека станува збор за вести, кои што не е само да ви ги прочитам, ја многу едноставно може да ви прочитам, било кој може да земе да ви прочита вести, но многу е побитно да ви кажам што јас мислам за истите и да ви кажам мојата слика на тоа како економист, како правник, како магистер по финансии и финансово право, од каде се тоа потекнува и каде се тоа оди, иако нормално постојат и други мислења таму навред, че како моето последно видео, јас постојано сакам да земам и други мислења, ја бодрам нашата публика да работи со нас со цел да можеме да добиеме целосна слика, значи има работи кои што јас не ги знам. Има многу работи кои што вие ги знаете, но не сте ги споделили со мене. На тој начин како заедница ќе направиме многу подобар профит и многу подобра
подобар развој на нашите портфолија доколку ги споделуваме овие работи. Затоа уште еднаш благодарам на сите кои што споделуваат со нас. Значи, поентата на каналот е да работиме заедно. И јас се надевам дека така ќе продолжи и понатаму. И сите оние кои што имам спротивно мислење од нив, не го сваќате ова лично, јас не го правам ова со цел да влезам во некој со конфликт. Ова го правам со цел на оние кои што моментално гледаат дома, а немаат од кого да гледаат, да им дадеме различни слики на тоа што се случува на пазарот и кои се опциите и веројатностите за тоа да се случи. Така да се надевам дека, иако се малку подолги моите видеа, ја знам дека се долги, извинете, значи саат и 14 минути зборувам без прекин, но нема поинаков начин да се образложи ова, освен да се оди чекор по чекор. Така да верувам дека 1 час во вашето време од денот не е многу, за да може да научите нешто кое што не може да го видите во вестите, кое што не може да го видите надвор, кое што нема да ви го каже никој, освен ако не седнете да го копате ова сами. Така да ја се обидам да го агрегирам и да ви го дадам, нешто што мене никој не ми го дал, сум морал да го барам сам. Ви благодарам уште еднаш, како и секогаш. Значи, мала поддршка од ваша страна со шер, со лайк, со коментар, субскрипција доколку не сте направиле. Значи, е добре дојдена затоа што ова е материја која што јас ја агрегирам како од оно што јас го знам, така и од оно што ми го понудуваат членовите на заедницата, за да го доставам до сите вас со цел да имате целосна слика за тоа што се случува на пазарот. Така да помогнете ми за да можам да помогнем на останатите луѓе да го научат ова пред да биде прекасно. Ви благодарам уште еднаш, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Уште еднаш, оваа недела не можеме да најавуваме видеа, се додека не видиме како се движат работите, со цел да можеме да бидеме во тек со настаните, односно да не мораме да ги менуваме оние кои што сме ги најавиле, со оние кои што треба да ги снимаме. Гледаме што се случува, анализираме и гледаме да помогнеме на сите кои што не следат да пробаме да го лоцираме ова дно што можеме поблиску до самото дно. Имате добар ден од CryptoGamingG, се гледаме во следното видео.